Добар ден, почитувани, добре дојдовте во најновата Телма амбуланта. По спроведените клинички испитувања со кои се утврдува постоење на тумор, конечната дијагноза се поставува со анализа на парче од туморот. Какви информации му возможува патохистолошкиот наод на онкологот? Дали може да се процени на таков начин кои лекови би биле најсоодветни за лекување на пациентот, може ли да биде фактор за прогноза за текот на болеста? За сето ова подетално од разговорот со денешниот гостин, доцент доктор Дженгис Јашар, специјалист по патологија во Аџибадем Систина. Докторе, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Благодарам на поканата и навистина ми е пријатно во оваква убав амбиент да се видиме и да продискутираме за она што ги интересира гледачите. Така, денеска ќе разјасните многу работи кои што предизвикуваат некогаш дилеми кај пациентите, па ќе започнеме од тоа што секако информација му нуди материјалот од ткивото на туморот на патологот. Дали што тој гледа всушност под микроскоп? И што се може да утврди како информација? Да, во зависност од направената интервенција, значи материјалот што може да биде доставен за анализа, значи може да биде цитолошки примерок. Тој е клеточен. Тој е клеточен, значи и анализа на клетки, или може да биде ткивен примерок. Тоа е значи парче ткиво, биопсија. Ако зборуваме за клеточен примерок, значи она што може да извлечеме е да направиме само една ориентација во смисол дали е тоа бенигно, малигно, воспаление и да му дадеме некои насоки на ординирачкиот доктор што треба да се направи понатаму. Значи, цитолошката дијагноза не е конечна, таа е ориентациона и дава само перспектива што во догледно време треба да се направи. Ако се земе биопсија, биопсијата утврдува прво бенигно, малигно. Ако е бенигно, што е бенигното, треба да се вади или не треба да се вади. Ако е малигно, тоа мора да се вади. Меѓутоа, врз основа на тој примерок, ние со сите оние параметри што ги опишуваме, му даваме насока на хирургот каков тип на операција треба да направи, односно каква треба да биде интервенцијата. Откако ќе се направи интервенцијата, материјалот повторно доаѓа кај нас, значи сега го анализираме примерокот во целина и доколку станува збор за малигна болест, тука има едно десетина параметри за различни тумори, различни се тие параметри и врз основа на тоа одредуваме стадиум на болест во однос на терапијата, што терапеутски третман може да дојде во предвид, така да на онкологот му даваме добра маса на податоци врз основа на кој што тој ќе го таргетира, односно ќе ја насочи терапијата кон соодветната болест, односно кон соодветниот пациент. Доколку се работи за метастаза, можете ли да откриете од кој орган потекнала? Обично метастазите сметаат, мислам, општо е влијанието дека тие не треба да се чепкаат, туку треба само да се докаже. Ако се покаже дека е метастаза, тогаш го бараме примарното, каде е. Тука обично е битен оној податок што треба да ни го дадат пациентите или самиот доктор кој што го води пациентот, дали пациентот претходно имал малигна болест, дали е опериран, дали е зрачен, дали примал терапија. Значи, сите тие податоци ни даваат некаква насока за тоа што одредувањето на метастазата без тој податок е навистина макотрпна работа. Некогаш ни требаат по 5-6 дена со една цела маса на маркери кои што ги користиме, што мислам трошат време, трошат средства, нерви, за да на крај кога ќе кажеме да, тој пациент има метастаза од карцином на бубрека, да, па он е опериран пред 5-6 години од тоа. Значи, за нешто што може да се направи за ден-два, само заради тој податок, дијагнозата се одолжува за 7-8-10 дена, заради тоа што кај не секоја индивидуа туморот изгледа исто. Секогаш е различна сликата. Така, значи, докторе, на еден ист орган може ли да се развијат различни типови карцином? Да. Зошто е тоа така? Да. Се зависи од тоа каква е природата на туморот и која е генетиката што пациентот ја носи кај себе. Пример, еве ќе ја земеме дојката. Дојката има некаде, на пример, околу
12 типа хистолошки типови на карцином. Сите тие потекнуваат од одредени структури на дојка. За да се упрости целата таа хистолошка диагностика, денеска врз основа на маркерите кои што ги користиме, сите тие типови се групирани во 4 категории во однос на тоа каква терапија заслужува одреден пациент. Така да сега многу не игра улогата дали типот на туморот е дуктален или лобуларен или муцинозен или тубуларен. Повеќе игра улога дали е хормон зависен тумор или е независен, дали има висок степен на активност на клетки кои што се размножуваат, дали е осетлив на одреден лек или не е осетлив на одреден лек, дали има генетска мутација во позадината или нема, затоа што тоа се параметрите врз основа на кои што сега се детерминира понатамошниот третман за тие пациенти. Значи сето тоа може да се утврди? Сето тоа може да се утврди во хистопатолошката диагноза. Докторе, која е разликата помеѓу нормалната клетка и клетката на карциномот? Има цитолошки, цитолошки карактеристики. Да речеме, односот на клетка нормална, да речеме во однос на јадро и цитоплазма. Тоа е една карактеристика. Кај малигните клетки тој сооднос е нарушен. Втора работа, она што вообичаено го гледаме се патолошки митози. Клетките, делбите. Делбите на клетките и тие се гледаат и постојат одредени тумори каде што тоа е многу важен критериум на микроскоп, да речеме на едно видно поле, колку митози гледаме. Дали се 2, 3, 15, дали ако ги следиме 10 видни полиња едно по друго, дали бројката е вкупно 10 или на едно поле имаме 10. Тоа сепак зборува дека станува збор за многу агресивен тумор. Тоа е многу очигледно. Кога сите тие анализи ќе ги направиме, значи врз основа на самата клетка, значи пореметен однос со цитоплазма, големина, форма, велиме анаплазија. Значи термин кој што го користиме за да покажеме дека сите клетки се со различна големина и форма и дедиференцирани, односно воопшто не личат на ткивото од кое што потекнуваат. Сега повторно ќе се навратиме на ткивните анализи. Кога го анализирате ткивото под микроскоп, зборуваме за ткиво од карцином, неговиот изглед го опишувате во степени. 4 степени се до сега утврдени или има и повеќе? Не треба да се направи дистинкција во однос на тоа што е степен како хистолошка диференцијација, затоа што зборуваме диференцираност на тумор. Добро, средно, лошо диференцирано. Тоа се 3 степени, постојат 4 степени на дедиференцираност. Значи сега се 3. Четвртиот се сметаше како анаплазија, сега ги сметаме како 3, затоа што тој терминот G4 веќе не се користи многу. А овие степени само покажуваат колку туморот се изобличил во однос на нормалното ткиво. Тоа е еден дел од анализата кога го анализираме ткивниот примерок. Ако се анализира туморот во целина, во однос на туморска големина, во однос на локалната инвазија, присуство или отсуство на блиски регионални метастази или присуство или отсуство на далечни метастази, сите тие параметри заедно го даваат стадиумот на болеста. Значи едно е степен, сосема друго е стадиум. Едно е степен на диференцијација, друго е стадиум на болеста и третиот момент кој што често пати прави големи забуни во популацијата кај населението е цитолошката група од пункционата биопсија. Така. Ако се земе да речеме да се анализираат само клетките, значи правиме тенкоиглена аспирациона биопсија на мекот ткивен орган или правиме анализа на ткивна течност од цереброспинален ликвор, од течност во абдоминална шуплина, перикардна течност, плеврална течност. Значи, ако тука најдеме клетки кои што отстапуваат од нормалното, во тој случај тука ја ставаме групата која што го означува она што велиме ние ориентационата диагностика.
Ако е класификациона група 1, тоа се бенигни клетки. Така. Двојката значи воспаление. Тројката значи клетки кои што отстапуваат во од нормалата, може да се бенигни, меѓутоа ние не го знаеме ткивниот примерок како тоа изгледа, може да во близина има некаков процес, па заради тоа кога ќе напишеме класификациона група 3, се мисли на цитолошки примерок, тој наод, хирургот му е параметар кој што вели да, ова треба да се извади. Така. Или треба да се направи ткивна биопсија, парче ткиво, за да утврдиме дали е аденом, дали е папилом, дали е бенигни, дали е тумор со потенцијална малигна состојба на раст. Четворка, како група, се малигни клетки, меѓутоа во примерокот нема доволно за да ја поддржиме класификационата група 5, која што сигурно значи малигна болест. И сега кога ќе видат пациенти Кога ќе видат четворка, дека е сметат дека четворка, се во- вика јас сум у четврта фаза. Да. Не. Тоа значи дека Избезумени. најдени се малигни клетки и тоа е наод кој што всушност му дава за право на хирургот како доказ дека он може да ја ординира хируршката интервенција во однос на сите останати анализи што се направени. Компјутер, крвна слика, ткивни серумски маркери, магнет, значи сите дополнителни анализи, ако него му е навистина, ако станува збор за нешто што е надвор од нормалната градба, во тој случај тој знае каков тип на хируршка интервенција треба да превземе кај тој пациент. Докторе, може ли да се каже дека степенот всушност се опишува агресивноста на малигните клетки? Да се симплифицира? Да се толку? симплифицира, да, може да се каже, меѓутоа агресивноста на туморите се толку непредвидливи, може да изгледа многу лошо на микроскоп, меѓутоа да има извонредно добар третман, за да, односно, реагира многу добро на цитостатска терапија. Може да изгледа многу едноставен, а да немаме начин како да го уништиме. Така да у тој смисол зборуваме за цитостатска терапија, да, таа е агресивна и многу добро делува на сите оние тумори кои што брзо се размножуваат. За разлика од оние кои што се споро растечки, меѓутоа се со непредвидлив ток. И во тој случај велиме да, кога ќе го видиме на микроскоп, да, ова е сигурно малигно, нам ни е многу поедноставно, меѓутоа има тумори кои што се на граница меѓу нормалното и ненормалното, тие се најтешки за дијагностика. И сега кога ги правите овие патохистолошки анализи за различни типови на рак, на различен начин се проценува стадиумот? Или гледате под микроскоп и лична проценка на патологот? Зависи, значи секој орган и ткиво, у суштина тоа се органи, системи, сите имаат посебен тип на тоа како се одредува стадиумот на болест. Основните параметри што се големината на туморот, 2, 3, 5 сантиметри, ако зборуваме за тумор кај што може да се одреди диаметар, така? Или ако станува збор за органи кои што се во дигестивниот систем, например, степенувањето таму оди по други параметри. Колку влезен длабоко во зидот, дали пробива во мускулен слој, дали пробива во длабоките структури, дали го пробива целиот зид. Истото се однесува на матка. Јајникот има сосема друг тип на одредување на стадиум, дали е надвор од површината, дали има малигни клетки во абдоминалната течност, дали е фатен соседен орган. Така да, у суштина, стадиумот на болеста се одредува според оно што велиме ние параметрите кои што ги дава Американскиот комитет за борба против канцер, и тоа се изданија кои што секои 3, 4, 5 години се менуваат, и ние сме приморани да ги следиме тие новитети заради тоа што врз основа на тие параметри што се бараат за да се одреди стадиумот на болеста, зависи каков третман ќе превземе онкологот. Па има она што е ново, се така наречените прогностички групи. Значи не е исто дали некој пациент има
тумор од 2 сантиметри, а другиот има 2,5 и ние ќе речеме да, овој од 2,5 треба да е поопасен. Излегува нешто сосема поинаку, дека тој од 2 сантиметри како помал тумор многу побрзо дал метастази, не реагира, не знам на каква си хормонска терапија, реагира на нешто сосема друго и у суштина испаѓа дека и таа големина и тој стадиум на болеста дава само ориентационо каков ќе биде прогностички токот на болеста. Значи, навистина сложено. Многу. Кога ќе се спомне реакциите, мислиме на една болест, но дека се работи за навистина. Многу е сложена и многу е обемна работата. Само да ви кажам, еве вака ориентационо на што ние сме го направиле како некоја модулација во однос на тоа, еве ќе го земам примерот она што е карцином на дојка. Ако оперативниот третман трае негде можеби час, час и половина, некогаш повеќе, некогаш помалку. Сметете на тоа дека примерокот кој што треба да го обработиме содржи, значи, цело ткиво на дојка, каде што прво треба да го најдеме туморот. Треба да ги најдеме околните структури, да видиме дали е туморот само тоа што го гледаме, или некаде во близината има што велиме ние сателити. Потоа ги обработуваме лимфните јазли. Некогаш може да имате 15, некогаш може да имате 40, 50 лимфни јазли. И сите треба да И треба сите да се земат на препарат. Израчунете сега имате препарат од дојка со 50 стакла, тоа е еден пациент. Така. Еден пациент, додека да го земете материјалот можеби ви треба 1 час. Додека да ги видите сите препарати, можеби ви требаат уште 2 часа, меѓутоа зборувам 2 часа каде што треба да бидете концентрирани максимално и да ја направите сложувалката како пазл, да. за да на крај ја добиете целата да. слика и кога ќе ја добиете целата слика, сликата ја добивате црна-бела. Повторно недостасуваат боите, така? Вториот дел, да ја добиете сликата, да, знаете дека е во прашање некаков пейсаж. Меѓутоа, за да ја добиете вистинската слика, морате да ги направите дополнителните имунохистохемиски анализи, за да ја утврдите природата на туморот. И откако ќе го направите сето тоа, фактички добивате една слика без рамка. Сега, рамката зависи од тоа во однос на онкологот што ќе превземе како терапија. Кога ќе се стави рамката, тогаш веќе многу добро знаеме дали е се направено како што треба. Кога ќе почне пациентот веќе да реагира на соодветниот третман. Докторе, доколку карциномот е со некоја хормонска позадина, може ли да најдете рецептори за хормони? Да, ние тоа го правиме. Што барате да, всушност? ние го бараме. Како утврдувате дека е значи постојат така наречени ткивни маркери кои што всушност ги обележуваат рецепторите на малигната клетка. Ако еден тумор постои е хормон сензитивен, значи тој ќе има, но она што ќе го видиме ние на микроскоп со специјално имунохистохемиско боење, некој обојување? Ќе се обои и точно знаеме. И она што е важно треба да видиме. Ако броиме 100 клетки, не е исто дали од тие 100 клетки сите 100 се обоени или имаме 90% или 3%. И тие 3% се битни. Дали интензитетот на боењето е, може да биде од светло кафеаво, темно кафеаво до црно. Значи треба да го знаеме и интензитетот на боењето и процентот. Врз основа на тие параметри го одредуваме така наречениот скор. Значи интензитет по процент и тој скор всушност ни дава една слика колку тој пациент ќе реагира на хормонска терапија. Втората работа, колкав број на клетки се во така наречен пул на размножување, односно колкав број на клетки се во активна делба, што всушност покажува дека ако се поактивни клетки, што е параметар, да речеме, и пандан на диференцираноста што ја зборевме претходно, испаѓа дека што е полошо диференциран, толку ќе биде поголем пулот на клетки кои што се размножуваат, значи тука веќе цитостатската терапија може да даде многу добар ефект. И онкологот веќе знае, ќе оди со цитостатски третман,
хормонски рецептори се позитивни, после завршетокот на циклусот се дава антихормонска терапија и пациентот се следи за целиот тој временски период. Значи на таков начин се пресметува, не се ставаат клетките во одредена... Нема бројач, се е во одреден лек, па дали ќе се работа и раздели се или е не. помината километража на она што велиме ние, тоа што го гледаме на Така, микроскоп. огромно искуство е потребно за добра И диагностика. треба. Да ги вклучиме гледачите. Секако, Докторе, 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Денешен гостин во емисијата ни е доцент доктор Дженгис Јашар, специјалист по патологија од Аџибадем Систина. Тој појаснува многу работи кои што ни се нејасни, а се поврзани со карциномот, со стадиумот, степенот, диференцијацијата и со тоа, доктори, прогнозата на самата болест. Апсолутно. Дали на ваков начин се испитува и се испитуваат и клетките кои што се земаат од грлото на матката? Односно, она што е дел од ПАП тестот, кој што жените го прават како превенција Да. за развојот цервикален карцином. Да, гинеколошката цитологија е посебен дел од патологијата и ние тоа си го сметаме како една многу важна гранка, таа гинеколошка цитологија. ПАП тестот е битен заради тоа што е еден тип на скенирање во однос на одредување на рано, тоа е раното откривање на карциномот на грлото на матката. За среќа, тој карцином не почнува преку ноќ, постојат неколку стадиуми, постојат неколку степени врз основа на кои што се одредува колку клетките почнуваат да се разликуваат од нормалните клетки и од тука е таа градацијата ЦИН-1, ЦИН-2, ЦИН-3. Тоа се вели дека имаме диспластични клетки, значи клетки кои што одстапуваат од нормалата и кога велиме ЦИН-1, да, има малигни клетки, меѓутоа на примерокот од клетките ние ја гледаме таа морфологија колку се они поразлични од нормалните. И тоа е нешто што, да речеме, е видливо на микроскоп и покажува дека жената има ХПВ инфекција и дека има промени во клетките. Колку се тие промени понагласени, веќе се гледаат и како ЦИН-2, ЦИН-3, до инситу карцином и инвазивната компонента, нели, која што цитолошки ние може да ја предвидиме, да, суспектен е за малигно, дали е од еден тип или од другиот тип, и тоа веќе е индикација на гинекологот дека треба да направи или киретажа или биопсија од заболеното место. Сега, проблемот е ако направиме деградација во смисол на она што го користат американците и повеќето европски земји, нели, high grade, low grade, висок степен, низок степен. Сето Значи сега две степенувања. Сега се два степенувања кога зборуваме за карцином на грлото на матката, односно кога зборуваме за прекурзорните промени, односно промените кои што доаѓаат пред да се појави вистинскиот тумор. Значи, ако зборуваме за низок степен, Така. тоа се клетки кои што всушност се инфицирани со ХПВ вирусот, меѓутоа тие може да останат долго време без никаков симптом. Од тука е и таа идејата, односно испитувањата што се направени, дека имаме нискоризични ХПВ типови и високоризични. Значи, високоризичните ја имаат тенденцијата да дадат диспластични промени на грлото на матката од повисок степен, додека овие со од низок степен се во рамките на оно што велиме латентна инфекција, но тоа не значи дека нема во одреден временски период да направат проблем. Дали во патохистолошките испитувања на клетките од карциномот на грлото на матката можете да утврдите присуство на ДНК-то на ХПВ вирусот, на високоризичен? Тоа вие го правите или пак се прави поинаква анализа за тоа? Тие анализи се прават со посебни системи, меѓутоа она што е битно, ХПВ инфекцијата се гледа веќе на ПАП тест. Она што е многу важно да се направи дали е високо или ниско ризичен. Така. Нискоризичните едноставно ако се направи таа анализа, таа се прави на со PCR тест. Ние имаме
специјален апарат кој што всушност ги одредува само високоризичните типови, затоа што ни е битно да знаеме која од сите жени ќе се издвои како група која што носи високоризичен тип, за да ја следиме на пократок временски период. Тие што имаат нискоризична ХПВ инфекција, таа што ќе утврдиме и преку цитолошкиот наод, само треба да се направи биопсија и на биопсијата да се потврди дека е тоа ХПВ инфекција, односно CIN1, и со тоа фактички жената ја следиме. Меѓутоа, овие што се високоризични, тие бараат малце поинтензивен преглед, затоа што за временски период од година, 2-3, ние не знаеме кој ќе биде клучниот момент кој што ќе направи тригер и ќе ја зголеми продуктивноста на клетките да преминат во малигни и со тоа да направат инвазивен карцином. Така, вела дека е многу важна имунолошката стабилност и цврстина на организмот за тоа да не се случи. Секако. Очигледно дека постојат и некои други фактори. Има. Се тоа е доста сложено, ќе проговориме за биопсијата подетално веднаш по рекламниот блок, почитувани, кој што ќе го погледнете сега. Останете на Телма. За патохистолошките анализи на малигните тумори, денеска зборуваме со доцент доктор Џенгиш Јашар, специјалист по патологија од Аџибадем Систина. Докторе, добив знак дека имаме гледач на линија, да му дадеме предност, а веднаш потоа продолжуваме со предвидениот концепт за денеска. Добар ден за него. Ало, добар ден. Прво поздрав до сите. Ви благодарам. До вас и до докторот, и само да кажам дека добро што имате ваков тип на емисии, па можеме да се информираме за некои работи што конкретно мене лично ме интересира. Така. Имам две прашања. Првото прашање ми е, значи, кога се прави редовен гинеколошки преглед, нели се прави, се зема ХПВ, усвари не, како беше? Значи се зема анализа за така. Пред година дена со ПАП тест ми и однесено е бриз за ХПВ типизација, се утврдени два типа на ова ХПВ вируси, не се сеќам по бројки како беа, меѓутоа едниот беше високоризичен, другиот нискоризичен тип. После прилика година дена, можеби не полна година, повторно правам ова ПАП тест и во меѓувреме, да речеме, нели, работев на покачувањето на имунитетот. Сега на повторниот ПАП тестот ми излегува дека е чист, нема препораки за ХПВ типизација, како што беше минатиот пат. Меѓутоа, поучена од претходното искуство, побара во исто време во текот на прегледот да ми се направи ПАП тест и ХПВ типизација. И излезе дека на ХПВ типизацијата има еден тип на ХПВ, еве конкретно баш ги имам пред мене овие, пошто беше брзо, 42 тип, а претходно мислам дека беа два типа, едниот беше високоризичен, ние знаете како одма на интернет. Да, си проверувате, да. Другиот е едниот високоризичен, другиот беше нискоризичен, меѓутоа изумив веќе кои бројки беа. Сега прашањето ми е, зошто да речеме се случува да папот покаже дека е во ред, значи нормална дисплазија или таму како што се пишува, меѓутоа и немаше препорака за ХПВ типизација. Така, се уште вие имате ХПВ вирус, значи на типизацијата е пронајден. Направила ХПВ типизација, немаше да знам дека имам некаков вид на ХПВ вирус. Така. Ете конкретно ме интересира зошто тоа така се случува. Оваа бројка од 42 што значи? Така. На колку време треба да се прави контрола? И каде отишле тие високоризичните овакво ХПВ вируси? Ако во меѓувреме сум правила, да речеме, појачување на имунитет, меѓутоа ништо специјално не сум направила за да нели туку така исчезне. Значи, што се случува, да го има, да го нема, ќе го има, ќе го нема. Во ред. Јасно ни е прашањето, ви благодарам за интересот и за вклучувањето во програма. Повелете, докторе. Да, ова е интересно и тоа што велат англичаните, нели, frequently asked questions, значи она што често пати се повторува и се прашува. Значи, прво и основно, за да имаме квалитетен ПАП тест, многу зависи од умешноста на гинекологот како ќе го направи. Постојат две техники, едната е конвенционална размазка, а втората е размазка, односно се нарекува течна биопсија, која што всушност ја зема целата површина и се става во еден медиум кој што ние комплетно го обработуваме на
апарат со тоа што сите типови на клетки што постојат се лепат на стаклото. И фактички ние гледаме чиста размазка со бројни клетки. Значи немаме преклопувања, немаме остаточен материјал кој што всушност може да не надитри во однос на тоа каде да ги повараме тие клетки. Ако на тим преп или на конвенционална размазка се утврди дека постои HPV инфекција, во тој случај бараме да се направи типизација. Типизацијата оди по сосема друга анализа, значи таа течност што е донесена, сите клетки се ставаат во апарат и апаратот ги отчитува и фактички добиваме резултат што се има. И фактички тоа му е насока на гинекологот дека всушност пациентката е високоризична и контролите треба да се прават во период меѓу 4-6 месеци до година дена. Доколку перзистира таа високоризична HPV и ако на следниот пап се појави дека имаме CIN1, односно CIN2, да не речам CIN3, биопсијата е обавезна. Што станува кога имаме претходно диагностицирано CIN1, па и HPV+, и сега на следниот пат немаме? Многу зависи од тоа кој го гледал првиот, кој го гледал вториот. Дали е земено во иста институција, дали е земено во различна институција, дали еден ист доктор го направил тоа и дали цитологот во едната установа го има знаењето и искуството во другата установа. Значи, тврдам со одговорност дека добар дел од цитолозите го немаат поминато основниот битен тренинг кој што е потребен за ваков тип на диагностика. Настрана искуството, настрана знаењето. Тренингот е многу важна карика, затоа што сите гледаме исто, толкуваме различно. Така. И за ваква работа е многу важно. Ако веќе постои HPV инфекција, а ја нема на размаската, треба да се запрашаме каде се клетките. Клетките се тука. Меѓутоа, или не е земено доволен примерок, односно немаме доволно клетки, Така. или размаската е неадекватна за анализа, или на вистина тоа што го гледаме се само бенигните промени, меѓутоа тоа не исклучува дека HPV е интегрирана во јадрото на клетката и дека мирно седи во латентна фаза. И само чека момент кога ќе почне да се активира. Тоа што се земени лекови кои што го подобруваат имунитетот и те како имаат улога, затоа што фактички клетките не се ставени во прогресивна функција. Значи HPV-то во клетката стои, мирува, не ја прави промената и ние нормално таа промена не можеме да ја идентификуваме. Јасно. На секој пад на имунитет, стрес, пореметена исхрана, препушување, алкохол, било какви инфекции кои што може да се јават во гениталниот систем, може да донесат до тригер да на следниот пап ние пак ги видиме истите клетки. Па некогаш се случува, значи сега ми го најдоа, сега ми го нима, сега ми го нема, значи врска нема, ќе одам кај друг, ќе одам кај трет, ќе одам кај четврт. Веќе тука се губи континуитетот во работата. Значи мојот совет е кога веќе имате еден матичен гинеколог кој што има начин како да се провери таа пап размазка, значи водете ја целата анализа само на едно место, само на со еден доктор, само во една институција, само со еден тип на луѓе, затоа што они најдобро знаат со кого имаат работа и со пациентот. Значи ја следиме целата историја. Така. И се случува и кај нас. Ние имаме пациентки од 2002-2003 година. Меѓутоа го имаме оној листинг на сите можни промени кои што настанале кај таа пациентка и кога ќе ја видите листата, точно добивате една убава приказна. Прв пат била негативна, втор пат била негативна, третиот пат имала CIN1, четвртиот CIN1, петиот CIN2, па биопсија, па потврдена, па конизација. После 7 години имала спонтан абортус, па прво дете, па второ дете.
па после тоа пак гледате веќе дека има некакви промени на матката, па наоѓате инфекција и еве а сега после не знам колку години пак има цин-1, а веќе е конизирана. Значи, инфекцијата стоела тука цело време, меѓутоа сите Мирувала. овие промени што се јавувале во меѓувреме, сега што велиме ние се е стабилизирано и веќе таа промена станува јасно видлива. Така да у суштина заклучокот е кога веќе имаме ХПВ инфекција, таа е тука присутна, меѓутоа не секогаш може да се детектира на микроскоп. Така, имам уште еден гледач, докторе, да го вклучиме. Добар ден, Ало, добар ден. повелете. Имам едно прашање до докторот. Имам правено биопсија на грудка на града и Така. излезе резултат дека е фиброаденом. И сега прашањето ми е, дали може биопсијата да биде грешка, да се претвори во малигно, бидејќи бев кај двајца доктори и двајцата се со различно мислење. Така, каков тип на биопсија, дали е важно, докторе, дали е тенкоиглена или... Не е толку важно, важно, колку добро. што е битен заклучокот. Ако е тенкоиглена биопсија, обично ние ги даваме тие диагнози, да, постои веројатност дека станува збор за фиброаденом. Фиброаденом е бенигни тумор и обично се јавува кај помлади. Кај помлади особи, меѓутоа без обзир на годините. Тоа е нешто што треба да се извади. Ако диагнозата е фиброаденом, на хистолошки препарат, на ткивна биопсија, тука нема дискусија. Така. Тоа е веќе завршена работа. Проблематично е цитолошкиот наод. Цитолошкиот наод на фиброаденом дава една многу бизарна слика да мислите дека нешто страшно се случува. Меѓутоа мора да ги видите сите пропратни елементи за да дојдете до тој заклучок дека е бенигна целата работа. Тоа значи бара многу големо искуство и бара многу големо трпение, затоа што сите клетки да ги видите во милје од неколку препарати е исто така макотрпна работа и треба само да ги поврзите одредените параметри кои што ги наоѓате за да дојдете до заклучокот. И секако, кога не ви е јасно, најдобар начин да се види тоа, комуникацијата со радиологот. Како изгледало на рентген, како изгледало на ехо, и кој ќе добиете информација, да, јасно, ограничено, ја мислев дека е циста, мене ми е јасно дека тоа што се гледа како циста, всушност се работи за многу незрело младо сврзно ткиво кое што е хипоехогено. И всушност кога ќе ја добиете биопсијата, вие добивате нешто како полутечна слузава маса, која што е главна карактеристика на фиброаденомот. Тоа значи дека е млад фиброаденом кој што е во развој. Никогаш може да имате фиброаденом кој што трае со години, престанал да расте, напротив почнал и да се скрчува, тоа веќе е хиалинизација, значи постара работа и тој знае со тек на време комплетно да се скврчи, меѓутоа останува како една грудка. Така да у суштина, дали фиброаденом може да малигнизира? Одговорот е да, меѓутоа мислам дека по проценките беше 1 на 1000 случаеви, што е многу малку и многу ретко. Докторе, кога се прави биопсија, може ли некогаш на таков начин да се отстрани целиот тумор? Да, сме имале до сега 2 такви случаеви, благодарение на вештините на радиологот, кој што кога ќе го детектира со помош на игла, успева да извлече цел тумор, така да на оперативен примерок и да не го добиеме. Зборуваме за тумори кои што се со големина од 3, 4, па дури и 5 милиметри, и да фактички на местото од каде што е извлечен туморот со биопсија, ние веќе тука немаме ништо. Така да, тоа е страшно благодарна работа за понатамошна терапија, дури сметам дека таквите пациенти со многу мали тумори дошле на време и се излечиле. И тука веќе нема никаква опасност дека нешто ново може да се случи. А за време на операција понекогаш се зема ткиво и патологот треба веднаш да направи проценка дали се работи за малиген тумор или не, во каква насока да продолжи операцијата, се советува такво нешто да Тоа е нешто се што практикува? се работеше порано, тоа е екстемпоре биопсија. Јас лично и во нашата куќа тоа не се работи, затоа што сметам дека е
мислам дека е апсурдно да се работи таква работа кога имате најсовремени дијагностички методи од компјутер, од радиолошка дијагностика со нуклеарна медицина која што е извонредна, и сметам дека е тоа само губење на време и ангажман плюс за нешто кое што сушност што треба да ни даде одговор, дали е бенигно или е малигно. И што ако се сгреши, кој ќе биде виновен? Може ли во таа брзина да се процени? Секако. Се што да е на се- брзина, да се се што е на сгреши, брзина носи огромен ризик за грешка. А тоа е нешто што јас воопшто не сакам да го практикувам во нашата пракса. Нашата пракса бара стабилност и сталоженост, бара концентрација, бара мир, тишина, за да може да се посветите целосно на тоа што го гледате. И фактички, тој што го гледа прв, тој најдобро знае со што се соочува. Јас никогаш не можам да бидам комотен кога ми носат препарати на второ мислење, кога ќе ги донесат од друга страна. Јас не можам толку да се внесам во таа приказна за пациентот, затоа што едноставно од мене се бара дали е позитивно на тоа или тоа. И толку е. Така. И едноставно, да, јас давам само еден штур одговор, а воопшто не знам, не ја знам позадината на целата приказна. Тоа е исто како бајката Снежана и 7 џуџиња, дојде кралицата и Снежана го изеде отровното јаболко. Како дошло до тоа? Што се случило понатаму? Што биднало со џуџињата? Така само еден сегмент Јас извлечен од го контекстот. знам само така. тој сегмент, а не ја знам целата приказна. Така, мора да се знае се за да се постави добра Дефинитивно, дијагноза. И сега, дефинитивно. докторе, споменавте дека патохистолошкиот наод може да даде насоки која терапија би била најсоодветна кај пациентот, дали хемотерапија, имунотерапија, биолошка терапија и слично. Сега зошто понекога се случува да се дадат насоки за терапија на која што би требало да има одговор, а сепак тоа да не се случи. Сепак терапијата да биде неефикасна. Значи, ќе дадам пример, значи не е само одреден тип на тумор, значи ќе дадам еден пример за туморите на белите дробови, карциномот на белите дробови. Тоа е во подем во последните години, што заради природата на загадувањето и сите потешкоти со кои што се соочуваме, што заради тоа што поголем број на луѓе се јавуваат на лекарски прегледи. Морам да кажам дека степенот на медицинска култура малку ни е пораснат во последните 10 години. Тоа што е многу важно е прво, зборуваме за карцином на бели дробови. Прво треба да се направи дијагностиката. Дијагностиката се прави или на ткивен примерок, или се прави на цитолошки наод, од така наречен клеточен блок. Значи сите клетки се собираат во плазма и на таа плазма всушност добиваме како хистолошки примерок, врз основа на кој што утврдуваме прво за каков тип на белодробен тумор се работи. Примерно или метастаза. Така. Затоа што белите дробови се место каде што многу Метастази тумори многу често се метастазираат. наоѓаат. Ако е примарен, кој тип е? Плано, адено, неуроендокрин. Од било кој од овие типови, секој си има своја шема на тоа кој биомаркер може да реагира. И фактички, тоа што е наша задача, прво да го откриеме туморот, Така. второ со имунохистохемија типот да го утврдиме и трето, соодветниот тип на каков биомаркер ќе даде позитивен одговор. Тој што ќе биде позитивен на 1, 2, 3 биомаркери, фактички е кандидат за 1, 2 или 3 типа на терапија. И фактички ние со тоа му овозможуваме на онкологот да избере, обично е еден позитивен, меѓутоа со тек на време пациентот станува имун на тој тип на терапија. Па бараме, нели, ќе се појави на второ место или ќе се појави метастаза на друго. Ние секогаш бараме и сега метастазата да ја утврдиме, да видиме кој е тој следен маркер кој што може да ни даде добар терапевтски ефект. Докторе, ви благодарам за вашето денешно гостување. Навистина многу стручни совети и препораки за нашите гледачи. Појаснивте многу работи. Се надевам дека повторно ќе бидете наш гостин во студиото. Да, јас се надевам дека колку толку во овој краток временски период успеавме нешто да доловиме за комплексноста на лабораториската работа како што е патологијата, бидејќи ние ги немаме контактите со пациентите, а всушност доаѓа дека сме ние режисерите на целата театарска представа.
Така, апсолутно. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Почитувани ова беше се во денешната Телма амбуланта, доктор Дженгис Јашар, специјалист по патологија од Аџи-Бадем Систина. На наше големо задоволство гостуваше во Телма амбуланта. Се гледаме секој работен ден во 13:45 на телевизија Телма. До гледање.